По 3 месеци работа во очите на јавноста, Кривичниот суд од денеска го отвори судењето за дводневниот оружен судир во Куманово во мај 2015 година. Тројцата сведоци предложени од јавното обвинителство Шабан Јашари, Мурат Љуфтију и Виктор Денковски не беа присутни на денешното рочиште, а како што соопшти судот не биле најдени ниту на адресите на живење за да биде спроведена наредбата за полициска придружба. Но обвинителот Наум Пановски продолжи со читање на сведоштво од првиот сведок Шабан Јашари дадено претходно кај обвинителот. Според прочитаното, Јашари ги прозва Фадил Физулаху и Сами Укшини, лица кои на 5 и 6 мај биле забележани во црни униформи со пиштоли и калашников во рацете. По ова реагираа обвинетите, но и нивните адвокати, како што велат исказот е даден под притисок и закана поради што побараа да не се чита без присуство на сведокот. Таа негова изјава не е точна, сведокот цело време бега, тие му се заканија и го малтретираа како и сите нас. Не ја прифаќам оваа изјава. Одбраната на обвинетите побара сведокот да дојде сам на суд и да сведочи. Сведокот нема дадено изјава под заклетва како што се бара со законот за кривична постапка и ние ја отфрламе неговата изјава. Бараме сведокот да дојде да биде прашан од страна на одбраната, бидејќи сведочењето е контроверзно и контрадикторно. За нас тоа не е релевантна изјава. Судското тело го одби барањето на обвинетите и адвокатите на рочиштето да се слушне аудио снимката од сведокот. Јавниот обвинител ги одби другите сведоци предложени од одбраната. Следното рочиште за диво населје ќе се одржи на 13 февруари. Досега за овој предмет се бе одржани повеќе од 50 рочишта, а конечната судска одлука се очекува откако ќе бидат сослушани барем уште 50 на сведоци, меѓу кои и политичари и високи функционери. За оружените пресметки во Куманово во кои загинаа 8 полицајци и 10 припадници на оружената група, им се суди на 37 лица повеќето од соседно Косово.